сме назад, се вратиме во нашата ТВ училница. Сега имаме час за трето оделение, исто со истата учителка. Што ќе учиме денес? Денеска ќе учиме македонски јазик. Имаме исто една интересна содржина. Но пред да го започнеме часот, јас имам една загадка за вас. Загадка? Да се обидеме, може ли ми да одгатнеме? Ајде му дадеме на Цвајнштајн сега прилика да видиме дали ќе ја поправи она оценка четврка од претходна, нели? Да, бидејќи јас имав петка Цвајнштајн. Ајде да се обидеме. Вау. Ајде да размислуваме сега, значи. Ајде. Душа нема, но ум на цел свет продава. Душа? Тоа е тоа. Душа нема, но ум на цел свет продава. Ајде да видиме. Джин од магична ламба. Тој нема душа, а па продава... Не. Не, Цвајнштајн, ајде уште еднаш. Душа... Душа нема, но ум на цел свет продава. Не би знаел. Книга. Браво, Цвајнштајн, одлично. Више имаш еден голем плюс за петка. Браво, Цвајнштајн. Кажете ми вие, дали читате книги, дали љубите да читате книги во слободното време? Се разбира. Да. Што најчесто сакате да читате, кажете ми? Романи, драми. Јас сакам да читам некои дисертации за некои експерименти и слично како поминале да видам некои работи. Тоа највеќе ме интересира. Например, Ентони Хопкинс. Така? За него сакаш да читаш? За Ентони Хопкинс? Да. Можам да читам за него, да тој е глумец, тој. Не знам дали многу ме интересира, мене повеќе наука ме интересира. А кажете ми, која е ползата од прочитани книги? Дали би знаеле да ми одговорите, која е ползата повеќе прочитани книги? Ајде видиме. Мислам дека на пример кога читаме повеќе книги ни се зголемува нашиот вокабулар, нашите зборови. Одлично, токму така. Што ги користиме. Развиваме нашата фантазија, исто така. Ја развиваме. Исто Друго? така. Креативност. Така. Што можеме да кажеме? И сме побогати. Сме побогати со некое знаење, секогаш. Не е богат оној човек само што е моќен, нели? Така е. Богат е оној човек кој што има прочитано многу книги. Сега токму за овој час, пред се јас да го најавам часот, денеска ќе бидеме во светот на книгата, ќе научиме што е стих, а што е строфа. Но пред се би сакала, пошто читате книги, би сакала да слушнеме некои мудри мисли за книгата. Ајде да видиме. Соба без книга е како тело без душа. Точно. Така. Добра книга на вашата полица е исто како добар пријател. Без разлика дали ќе ви сврти грб, таа секогаш ќе остане добра за вас. Така е. Идеме понатаму. Книгата е цвет кој постојано цвета и не вене. Е звезда кој постојано сјае и не гасне. И последната мудра мисла, книгата е најдобриот другар кој никогаш нема да те издаде. Дали се служувате со оваа последна мисла? Дека книгата е токму така најдобар другар? Апсолутно. Така. Да. Одлично. И Цвајнштајн да си делиме. Другар, ама и книгите се добри другари. Така. Рековме денеска ќе бидеме во светот на книгата и токму наставната единица денеска ние значи за книгата. Значи да ја видиме наставната единица денеска ние Книго моја. Одбрав една песничка со ваква содржина и би сакала да ви ја прочитам. Ќе може? Се разбира. Јас Цвајнштајн само ќе додам од таа страна, за да можете дечињата од малите екрани да гледаат. Важи. Ајде, јас ќе ја прочитам. Книго моја сладкозборна, сестро моја сакана, колку добра, љубена. На училиште и дома со мене си мила, како растам, јас сонувам на твоите крила. Ти ме водиш преку море, со поетски очи јасни, преку планини и гори, во земјите прекрасни. И помилачина ми е, личната татковина со тебе е прекрасна. Со тебе е полна љубов, прекрасната Идина. Така, мене ми се малку не се гледа, и не можам да видам.
Ви се допадна ли песна? Да, Прекрасна. како една преубава пофална песна за книгата. Токму Да, така. замислив книгата. Какви емоции побудува кај вас додека ја прочитав оваа песна, кажете ми? Што можеме да кажеме тука? Се чувствувам убаво. Не сум срекна сум. Така? Да, имаше како надеж во песната за книгата што се ќе ми донесе и Можеме да кажеме дека поетот, значи, ја опеува тука книгата, значи, дека ја возвишува книгата, не се, е? да, се разбира. Токму така. Сега, јас имам едно прашање. Вели тука поетот во третата строфа, баш сакам да ве прашам. Ти ме водиш преку море, преку гори и преку планини. Како го разбираме ова? Бидејќи во книгата читаме за најразлични гори, планини, дознаваме најразлични работи. Одлично. Како не буквално книгата не лета преку планините, горите и морињата, туку не носи на светови каде што ние можеме да си ги замислиме тие работи Одлично. и да ги Значи, видиме. можеме да спознаеме нови места, така? Така е. Да запознаеме. Безкрајно нови места. Сега, токму така. Би сакала уште да ја видиме и последната строфа, која што ние личната татковина со тебе, ние Полна љубов, полна љубов, прекрасната иднина. прекрасната иднина. А ова како го доживуваме? Личната татковина со тебе полна љубов, прекрасна иднина. За личната татковина веројатно мисли на македонските автори наши, дека да тоа веројатно Може не би знам. да. Така, да видиме, значи со тебе ни е полна љубов, прекрасната иднина. Значи, оној човек кој чита, значи има и иднина, нели? Точно. Така. Токму така. Сега, јас имам едно друго прашање. Да. Накратко ја погледнавме песната. Но вака кога ќе ја погледнете песната, што ќе забележите? Вака кога ја гледате колоритноста. Што можете да воочите кај песната, Дека кажете е ми? пишувана во стих, Одлично. дека не е проза, не е како што се пишува во романи. Така. Значи, токму така. Ние денеска ќе работиме, значи, што е стих, а што е строфа. Токму така, за дечињата, ја направив песната да биде вака во секој различен, секој стих во различна боја да можат да воочат што е стих, а што е строфа. Ајде да видиме што е стих, а што е строфа. Стих е еден ред од песната, пример книго моја сладкозборна. А строфа е дел од песната со повеќе стихови. Така, дали е јасно? Значи, Јасно. стих е еден Еден ред од песната, а строфа е дел од песната со повеќе стихови. Сега, јас имам и една домашна задача за дечињата. Значи, домашната задача ми е, ќе им зададам да направат песничка од 2 строфи и во секоја строфа да има по 4 стиха. Тоа е мојата домашна задача. А треба да има рима во таа песна? Па добро, наставничка? денеска не ставивме акцент на римата, но јас уште спред да им да ја кажам домашна задача, сакам само да се навратиме накратко, да видиме. Не видовме само уште од колку строфи е составена песната и колку да видиме стихови има. сега. Ајде извиди. Свајнштайн, Веднаш. врати назад. Сега ќе мора вака. Еве. Одлично. Да видиме, само да видиме колку строфи забележуваме ние овдека во песната. Значи, строфа е дел од песната со повеќе стихови. Одлично, Свајнштайн. Треба да ги најдеме тие што се групирани, Да, толку има да видиме од колку строфи е составена песната. Еве првата строфа е составена од 3 стихови. 3 стихови, браво. Имаме уште една строфа Втора. која Строфа која Така. што е направена од 4 стиха. 4 стиха. потоа уште една строфа која е направена од 4 стиха. И Така. последната која што е направена исто од 4 Од стиха. 4 стиха, така. Значи, можеме уште еднаш да одредиме. Стих е еден ред од песната, а строфа е составена од повеќе Стихови. стихови. Значи, што ни е домашната задача за наредниот час? Да напишеме песна, така, Така. што ќе биде составена од 2 строфи. Од 2 нели? строфи. А треба да кажеме од колку стихови би било 4. составена? Па од 4 стиха, рекав. Од Секоја 4 строфа стиха. да биде од 4 стиха. И Добро. што треба да помнеме?
дека богат е оној човек Кој што чита книги. Кој што чита што книги. чита книги, токму така. Продолжите Значи- дечиња да читате книги. Верувајте, има иднина во тоа. Значи не списанија, туку книги. Така да Токму читате. така. А може ние да се обидеме да направиме, да напишеме сега јас и ти една строфа на Заедно? одредена песна? Да, заедно. Ајде ти почни првиот стих. Јас секогаш сакам да бидам во ТВ училница. Таму се сите најмудри мисли. Јас секогаш секое сабајле ја вклучувам и сакам да ја гледам. И преубаво се поминувам во часовите низ нив. Ете, например, ова е една супер. Цвајнштајн, браво. Значи, вие сте прекрасни ученици. Днеска морам да ве пофалам. Одлични сте и Цвајнштајн да знаеш ја поправи четворката. Више е петка, верувај ми. Дали имаш петка? Цвајнштајн, дали може да ти нацртам една петка на твојата Може, се раче, разбирам. како- Се разбира, додека јас ја добивам мојата гламурозна петка, ви благодарам што бевте дел од овој час. Ние одиме со еден краток џингл, па се враќаме повторно за нашиот следен час. Довидување.